Бранче, ракометарите од твојата генерација па и помладите сметаат дека ова е благодет за младите таленти, бидејќи во ваше време немаше вакви кампови, немаше можност со своите идоли да се има директна комуникација, директен контакт, да се научи нешто. Што значи тоа за ракометарите, за нивниот напредок, за македонскиот ракомет општо? Па морам да ја пофалам ова иницијатива на нашиот капитен. Сакам да кажам дека сум овде како поддршка на мојот другар Кире во пронаоѓањето на талентите кои ќе бидат, се надевам, од светска класа и кои стварно ќе не заменат во вистинско светло и ќе македонската репрезентација ќе ја представат во уште поголемо светло од тоа што нашата генерација го направи. Задоволство ми е што сум тука. Мислам дека цело мое играчко искуство сакам со задоволство да му го пренесам на младите играчи. Во право сте кога велите дека ние во наше време имавме некои кампови, или тие кампови беа повеќе за тренери, значи беа тренерски семинари и ние веќе бевме како некои спотери. Сакам да кажем и една работа дека овој камп повеќе служи како надградување на еден квалитет што играчите го имаат во своите клубови. Значи мора само со еден камп од 6-7 дена не може нешто да се направи. Мислам дека цела реорганизација во младинските категории, каде што врвот наш ракометен треба да каже на што да се стремиме, што да работиме. А овие кампови да бидат само еден чекор плюс кон едно повисоко ниво. Затоа што мислам дека самите учесници на кампот не имаат на можност 24 сати да прашат, едноставно да се нашалиме, а кога сме на тренинг да го одработиме на најдобро што го знаеме.